Особено предизвикувачка и за учениците и за наставниците. Официјално заврши учебната 2021-2022 година. Во сенката на COVID-19 и пропуштените часови поради штрајкот на наставниците во основните и средните училишта, оваа учебна година сепак завршува на време, без продолжение на наставата. Земајќи го во предвид ситуацијава што ни беше со вирусот COVID-19, можеме да кажеме дека оваа учебна година завршил така како што треба, иако имавме многу потешкоти во претходните години, но и во оваа година сите знаеме дека во јануари требаше да продолжи во законскиот предвиден рок второто полугодие на учебната година, но поради зголемување на бројките на инфектирани лица, тоа се одложи за 2 недели. Но и земајќи го во предвид и штрајкот што беше од страна на наставниците, професорите, негувателите, дојдовме до крајот и мислим дека ова учебна година завршил добро и немаше некои големи последици во оваа учебна година. Раководителот на секторот за јавни дејности при општина Тетово, Назми Даути, во поглед на активностите за подобрување на условите за посетување настава низ училиштата кои локалната самоуправа ќе ги преземе за време на летниот распуст, истакна дека веќе од понеделник ќе се излезе на терен за да се добијат информации од директорите на училиштата околу потребните интервенции. Ние како општина, не само нашата општина, туку сите општини во ниво на Република Северна Македонија добиваме блок дотации од страна на Министерството за финансии преку Министерство за образование и наука и знаеме дека е глобална криза и според мерките што ги превзел владата, значи се фокусира на тие најбитните работи, значи да се обезбедат плати за наставници, професори, негуватели по градинкиве, да се обезбедат средства за грејење на учениците, средства за струја, пошто знаеме дека има енормни цени или покачување на цените на горива и на електрична енергија. Значи, од првин кога ги распределивме ние како општина блок дотациите по училиштава, значи се фокусиравме највеќе во делот на грејење и во делот на струјата, пошто првично беше кажано дека ќе има покачување на цената на струјата во висина од 8% и покачување на нафта во износ од 8%, но тоа гледаме дека не е тоа така како што беше кажано во почеток. И исто така треба да кажеме дека тоа е регулирано со Законот за основно образование и за средно образование, дека капитални инвестиции по училиштава направи Министерството за образование и наука. Но ние како општина, како сектор за јавни дејности во соработка со секторот за локален економски развој, од понеделник ќе бидеме во терен кај сите основни и средни училишта и ќе бараме од училиштава да подготвуваат проекти и да видиме кај и што имаат потреба највеќе да се интервенира. Знаеме дека нашата општина е блокирана, но ќе се потрудиме преку фондови низ странски организации што се во амбасадите, што ќе бараме помош во амбасадите што се во нашата држава. Исто така со барање ќе се обраќаме и до Министерството за образование и наука во секторот за капитални инвестиции и ќе видиме што и од тоа можеме ние да го реализираме од општина. Исто така, кога ќе се направи првиот ребаланс на буџетот, ќе бараме од училишта за да пренаменаме средства од едно конто во друго конто, зависи од потребите што ги имаат училиштава. Значи, пак ќе кажам дека има зголемување на цените на електрична енергија и на нафта и немаме, според тие блок дотации што сме ги добили од страна на Министерството за финансии, немаме многу простор за да можеме со тие средства да предвидиме
инвестиции, земајќи го во предвид и фактот дека и минималната плата се покачил, значи од тие средства ние треба да ги предвидиме и тоа дека дел од тие блок дотации ќе треба да идат на покачување на платите, што е донесена одлуката за покачување на минималната плата.